Поддршка и развој на малите и средните предпријатија преку бизнис советување и трансфер на практично знаење. Европската банка за обнова и развој спроведува информативна кампања која денеска започна на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Кампањата се фокусира на вредноста на знаењето за раст на бизнисот и постигнување на комерцијален успех. Што сакаме со оваа кампања е да допреме до што поголем број бизниси и да ги поттикнеме да побараат стручна советодавна помош. Секако за да зголемат продажбата. Навистина имаме одлични резултати и влијанието што се случува врз компаниите со користење на советодавни услуги е запрепастувачко. Имаме зголемување на продажба во преку 70% од компаниите со кои сме работеле во просек за исто така за 70%. Со своја поддршка за кампањата и вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими, тој потенцираше дека владата предвидува 400 милиони евра за развој на бизнисот во Македонија. Предпријатијата во Западна Македонија често се соочуваат со предизвици и економска криза, но преку конкретни стратегии и консултации развојот на малите и средните предпријатија е неминовен, рече Мендерес Кучи, председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Многу компании не патат само тоа од недостигот на финансиски средства. И имаме ситуации кај што тие навистина ги располагат овие, дошле до одреден производ, но не можат да пенетрираат во одредени пазари. Значи, еден посебен проблем кој што бара еден посебен третман, еден посебен пристап, каде што може многу да придонесе науката, а таа наука доаѓа заедно со експертите. Не дека тие експерти ние ги немаме во земјата, но сепак секој пазар има своји специфики, така да сите искуства може да се искористат тука. Со пренесување на теоретското знаење во производството и постојаното консултирање на бизнисмените со експертите се придонесува за развој и успех на бизнисите. Едно од најактуелните прашања сега е како теоретските знаења да ги преточиме во бизнис идеи, добра организација, добра профитабилност и се поголеми можности за зголемување на вработеноста и степенот на активитет на една земја. Напорите се прават во таа насока да знаењето стане многу важно за промовирање на развојот. Ова време е време на знаење или време на економија на знаењето. Според тоа, секоја земја во светот се обидува на некој начин што е можно повеќе, колку може повеќе да ангажира знаење во својот производствен капацитет, во своите производствени потенцијали, што би можело на тој начин да излезе подалеку и да влезе во светската подолба на трудот. Европската банка за обнова и развој им помага и им обезбедува финансиска поддршка на малите и средните предпријатија во Македонија. Им овозможува пристап до бизнис советување уште од 1998 година. До сега, преку 600 мали и средни компании имаат добиено советодавна асистенција за поддршка на нивниот раст и отворање на нови работни места.